Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вие имате право секогаш први да ја дознаете вистината. Вечерва ќе бараме вистината за продажбата на Окта, ќе ја презентираме одредени ексклузивни сведоштва како е продадена рафинеријата Окта, на која сметка треба да бидат префрлени провизиите, кој барал провизии и на крајот колку е тој договор штетен за Република Македонија. Колку според ваши проценки, во времето кога бевте министар за економија, веројатно ги правите тие проценки, колку според вашите проценки е штетата на Македонија во случување на тој аранжман за продажба на Окта? На овој договор макотрпно и долго време работеа низа експерти, значи и правни експерти и економски експерти, и тие утврдија дека за 20 години Република Македонија ќе трпи штети во висина од 800 милиона долари. Цирка вкупно. Да, цирка вкупно 800 милиона долари. Како антикорупцијската комисија го имаше оценато случајот со Окта? Самиот факт што покрена иницијатива за кривично гонење, значи го оцене како постоење на основано сомневање дека се работи за голем корупцијски случај и злоупотреба на службената положба. Кој би можеле да оценувате од 1 до 10? На таа како корупција го оценете случајот со Окта? Спрема штетите кои што се проценети од страна на ресорното министерство, мислам оние податоци кои што ги добивме, мислам дека би било тука 9 или 10. Поминатиот состав на антикорупцијската комисија Вања Михајловска беше задолжена за истражување на случајот во врска со Окта. На крајот, после сите тие силни анализи, се дојде до одреден конечен податок дека штетата која Република Македонија трпи од продажбата на Окта е најмалку 497 милиони долари. Според оној извештај кој го имаше изготвен антикорупцијска комисија, штетите се проценат некаде без малку околу 500 милиони долари, кои државата ги претрпела или ќе ги претрпи во наредните 20 години. Стварно збор за огромни суми на средства. Дали на вистина, според вашите проценки и анализи што ги правите, толкова е штетата на државата? Тоа се податоци кои што ги добивме ние од ресорните органи, ресорното министерство, земајќи предвид речеме она изгубени пари по однос на неплаќање на царини, акцизи, ослободувања, по однос на бенефициите за увоз на нафта, по однос на тоа што се увозува нафта која што е поевтина, понеквалитетна и се добива во цена. Мислите дека има модел во целата оваа работа да се оштети државата или да се дадат одредени привилегии на Окта, бидејќи навистина кога станува збор за еден цел спектар на мерки кои се овозможени на Окта и безмалку преку продажбата на Окта всушност се продаде целиот нафтен бизнес во Република Македонија вреден 1 милиарда долари годишно. Знаете што, кога ќе го погледнете целиот договор, целата документација, едноставно се чудите како можел некој да склучи таков договор. Мислам со такви штети, каде што низ целиот договор провејува само обврски на Република Македонија кон странскиот инвеститор, немате или казни, значи обештетување штети, а немате никакви права кон нив. Обично. Тој има само обврски, тој нема обврски, ни да ви плати камата доколку не ги исполни обврските, а не ги исполнува обврските. Разговара со многу членови на Уставниот суд која носеа она одлука околу неуставноста на одредени одредби од тој договор за продажба на Окта и оној договор што е ратификуван на собранието на Република Македонија и собранието на Република Грција. И најголем дел од тие членови, ако не и сите, велат ваков договор не може да направи македонски експерт. Значи во правењето на договорот учествуваат амерички експерти кои ги има ангажирано грчкиот партнер Хеленик Петролеум. Дека договорот е така добро направен, дека е толку добро бетониран што било која влада и било која меѓународна институција не би можела да го раскини. Јас одговорно тврдам дека Милошевиќ во Куманово во услови на капитулација подпиша подобар договор со НАТО, отколку ние во мир за Окта. Договорот го има правено грчки адвокат по име Потамитис, кој што сега и беше практично бранител на грците на Окта во Париз. Значи договорот е работен во тогашен Гранд Хотел или Holiday Inn. Од наша страна, колку што јас имам информации, бил професорот Гале Галев. Пане Црнековски, дали при враќање на СДСМ на власт би бил поништен договорот за продажба на Окта? Ја мислам дека многу спогодби од тој договор може и ќе бидат поништени и пред враќање на Социјалдемократскиот сојуз на власт, од основна причина што доаѓаат во директен судир со Уставот на Република Македонија. Има најави од кругови блиска на Светска банка дека за време на гостувањето на господинот Волфенсон, кој е председател на Светската банка, останал по состанокот во 4 часова си ви рекол дека морате да го преиспитате договорот за Окта и дека морате да го биде поништен. Слични оценки доаѓаат од Европската комисија, кој го оценува тој договор со они доста негативни квалификации, вела дека не е обезбедена конкуренција при купување на Окта. Дали сте имале средба во 4 очи со Волфенсон, кај што е било сигурирано? Да, точно е тој дека под сите тие критики го постави тоа прашање. После тоа тој прати стручници кои разговараа со нашите стручници и јас можам да ви кажам дека во таа дискусија тие едноставно се соочија со аргументите и им беа представени сите показатели
сватите ли сите моменти на таа анализа? Како господине председателе тоа ги коментирате и одредени делови од тој извештај на Европската комисија кои се однесуваат токму на ОКТА, кај што се вели дека најголемата приватизација, изделка од приватизацијата во државата, тоа е ОКТА, ја оценуваат како нелегална бидејќи не било обезбедена конкуренција при продажбата на. Знаете, ако е толку добар договорот, зашто толку прашина се крева, не само во Македонија, туку и надвори од неа? Не, гледате, вака сега. Проблемот беше затоа што доби политичка димензија, затоа што председателот не го потпиша првиот пат договорот. Едноставно не имаме политичка димензија во овој случај. Дали случајот ОКТА и продажбата на ОКТА е прв договор во 4 очи кој било која македонска влада го потпише во изминатите 15 години? Па не знам, веројатно има и други. Јас не ги знам сите договори кои што се Меѓутоа склучени до 99-та година, со директна до спогодба, не ми е 99-та познато. година не Аха. постои во Законот за трансформација на капиталот обврски дека државата може да приватизира До во 4 тогаш, очи. па фактички одлуката која е донесена од страна на Агенцијата за трансформација, Веќе е Агенцијата за потпишано писмото за намери за продажба на ОКТА. Мислам, кога е донесено, избран е модел на откуп на идеален дел. Значи, не со непосредна спогодба, бидејќи законот за трансформација не го дозволуваше. Подосна е сменето. Одма е сменет, меѓутоа тој закон по притисок на Светска банка во крајот на декември повторно е сменет, бидејќи не се дозволуваше. Значи законот трае само толку време само за да се оствари една да се сделка. продаде ОКТА. Да се сделка. Значи не беше дозволено, тоа целото е направено, дури ако земете и она цела процедура, прво е склучен договорот на 9 мај за продажба, па после тоа владата носи уредба за утврдување на критериуми за стратешки инвеститор. Значи вие сте го одбрале инвеститорот, сте го потпишале договорот и дури после месец и пол носите уредба која утврдува критериуми за избор на најдобар стратешки инвеститор. Има ли криминал во целата таа постапка околу продажба на ОКТА? Дали државата тука или врвни функционери во државата направиле криминал во околу тоа продавање на рафинеријата? Па јасно е дека под сомнителни околности е продадена ОКТА од повеќе причини. Првата причина е што прво се потпишува меморандум на разбирање уште во март месец кој е спротивен на законот за приватизација на општествените предпријатија. Значи нема законска рамка. Значи нема законска рамка, а веќе се потпишува меморандум на разбирање кој јасно покажува во која насока после треба да оди целата продажба. Дали тоа ја прави целата постапка спорна од еден легалистички аспект? Дали ја прави спорна? Сигурно и дека ја прави спорна и јасно е дека договорот претходно паднал за целата работа, за да обезбедат за тоа законско покритие, потоа е тргнато во процес на измена на законот за приватизација, тој во серија на фаули кои се фаули следствено правени за да може да се покрие одредена постапка која е доста несмасно отпочната. Значи за да се покрие договорот, после се менувало и тоа со филмска брзина. На 31 април е донесен законот, на 30 април е донесен, на 31 е објавен и со истиот ден стапува на сила. На 5 мај, значи веднаш по првомајските празници, Агенцијата за приватизација носи одлука, на 6 мај носи Владината комисија второстепена за приватизација, на 7 мај го гледа владата, на 8 мај го потпишува договорот. Значи сето тоа било толку наменски направено и брзо, значи што е можно побрзо за да се заврши далеку од очите на јавноста евентуално. Во март 1999 година, како тогаш е новинар на неделникот Старт, за прв пат го објавувам тој случај со продажбата на ОКТА. Денес го држам во раце тој број на неделникот Старт, кај што ексклузивно беше објавено писмото за намери за продажба на ОКТА. Времето ги потврди сите тези кои тогаш во март 99 година ги изнесов во тој мој текст во неделникот во Старт. Пред 8 години, значи веднаш по објавувањето на тоа писмо за намери за евентуална продажба на ОКТА, го правевме разговорот, тогаш ве прашав дали како човек кој е формирал рафинеријата ОКТА би дале 35 милиони евра, односно долари колку што тогаш беше продадена рафинеријата, ако ги имате тие пари и дали тоа не е преевтина цена за продажба на рафинеријата, тоа што рековте ако би имал тие пари би ги дал. Дали денес Боро Рикавски смета дека ОКТА беше преевтино продадена на грчкиот партнер? Видете, ОКТА не е целосно продадена. Значи, во ОКТА со договор за продажба продадени се 54% од незините, од акциите со кои располагаше. И ако се добро сеќавам, во времето на приватизацијата, вредноста на ОКТА беше процената на околу 120 милиона марки своевремено. Така да 54% од прилика, мислам грубо говорејќи,
и не е лоша цена 32 милиона долара, колку што беше договорено Кога би се продавала само Окта. Меѓутоа, тука со продажба на Окта, господин Рикаловски, се продаде безмалку комплетниот нафтен бизнис во Република Македонија, со сите тие ексклузивни права и анекси кои подосна ги имаше Окта, испаѓа дека нафтениот бизнис е продаден за некаде цирка 35 милиони долари. Колку според вас тежи денес нафтениот бизнис во Република Македонија? Денеска нафтениот бизнис во Македонија, ако да речеме, минатата година Окта преработи некаде нешто помалку од 1.100.000 тона нафта. Само незините рафинериски цени денеска, која би се претвориле тие количини по денешна цена, која би се множиле, би дошло тоа негде 550 до 600 милиона долара, само е рафинерискиот бруто производ. А ако се земе заедно со другите давачки, на нафтените деривати и услугите на другите партиципиенти во бизнисот, Мак Петрол, транспортери и така натаму, акцизи, бидејќи нафтените деривати се оптеретени со високи износи на акцизи, тој бизнис вкупно гледано по таа математика би изнесува негде меѓу 900 милиона до 1 милијарда долари годишно. Околу 1 милијарда долари чини тој нафтен бизнис. Јас сметам дека секојаш кога треба да се разговара за Окта и за тие 35 милиони долари што се дале остана на грците, и тоа е спорно како се дале, бидејќи се дале на посебна сметка, ескроу сметка која е во рамките која контролира Окта, треба да се стават во корелација со 1 милијарда долари колку што чини нафтениот бизнис. Единствено така можеме да сватиме дали е тоа добро или лошо направена трансакција. Затоа и ве прашав колку е вкупниот нафтен бизнис. Сега би сакал уште едно прашање со вас тука да дискутираме. Колку според вас останува печалба од нафтената трговија во Македонија во тек на една година? Проценка. Тоа е тешко мене ми е тешко да навистина проценам вака без да имам прецизна евиденција, но тоа може да се види од билансите на Окта што ги објавува. Вкупниот нафтен бизнис. На вкупниот нафтен бизнис. Остануваат 50 на милиони долари за играчите во нафтениот бизнис да ги поделат годишно? Така, меѓу 30 и 50 милиона долара сигурно. Кога се прават тие анекси на договорите, 8 на број, и зошто според вас се правени тие анекси, кога веќе државата потпишала еден договор со Хелиник Петролеум за продажба на Окта, значи нормално се очекува дека тоа е добро осмислено и дека е добро направено. Зошто државата влага во одреден филм на потпишување на таа серија на анекси на тој договор? Токму со тие анекси потоа се прави најголемата штета на државата и не се 8, туку се 9 анекси и мислам дека се потпишани од Ламбер Наудов и директорката на агенција за приватизација, значи Слободанка Ристевска, да, со иницијали само се потпишани сите тие анекси и навистина е симптоматично зошто некој би потпишал 9 анекси на договор кога веќе го продал објектот и после зошто имал потреба да потпишува 9 анекси. И сите тие анекси се на штета на државата. И најголем дел се на штета на државата, ако евентуално не зел пари, ако при тоа не бил снимен и ако евентуално потоа не бил оценуван. Нема никакво друго објаснување зошто спротивно ние сутепавме од молење преку 25 средби сме направили со грците да промениме само единствен член, а тоа е тој за тој пусти мазут, тоа грците не ги ни да слушнат. Што значи дека нема никакво друго логично објаснување освен ова што дека се работи навистина за еден корупцијски скандал. Доаѓаме до клучното прашање на нашата вечерашна емисија. Како беше продаден Окта и кој стои за целата таа операција? Кој е мозокот на целата таа операција за продажба на Окта? Не би можел никој друг да биде освен актерот значи Маноли и тогашниот премиер. Јас извинувам што мора да прекинам. Меѓутоа, кој го направи контактот за Окта? Денес доаѓаме ситуација сите да се откажуваат од тој договор. Бившиот ваш министер за финансии вели дека тој не би ставил повеќе подпис по таков договор, дека не учествувал преговори. Стручњаците исто се откажуваат. Кој ги направи прелиминарните контакти? Вака сега. Да расчистиме некоја работа. Јас можам да ви кажам дека контактите се најнормално, нели, со најава доаѓање овде и разговори. Уште еден аргумент. Значи директно со вас. Директно со овде и директно со агенцијата. Вие секојдневно имате доаѓање на контакти на стотици и десетици бизнисмени заинтересирани за најразлични проекти. Кој е првото чувство кое го добивате кога ги читате овие бројки?
Бидејќи навистина 10 пати го читав извештајот и ваш, ги читав и ги прелистав сите документи испратени до првото што обвинителството. ќе го помислите, дали некој бил свесен што склучил толку штетен договор? И сметав дека се во грешка. Тие бројки дека нешто е сгрешено, дека нешто е направено, дека можеби не е така, бидејќи стана збор за фрапантни суми кои некој со штетен договор ги пика во џепот на грчкиот инвеститор во Окта. Апсолутно. Тоа се суми кои што и проценти кои се добијани од Министерството за економија, кои што работели повеќе ресори, врз основа и на цените, да, апсолутно валидни врз тоа колку губите вие во буџетот по основ на акцизи, на царини. Има во договорот една одредба дека доколку и се намали цената на нафтата на светскиот пазар, вие морате тоа да го надоместите на Окта. Значи, господин Михайловска, практично кажано, за такви обврски привилегии кои ги доби Окта, и јас и вие кои не се разбираме од нафта, да не стават начело на таа компанија, би остварувале годишно огромни профити. Точно, па тоа и домашен инвеститор, мислам, вие ако го слободите, ако ги чистите од сите долгови, ако му дадете толку привилегии, увоз, ексклузивитет, на другите компании ќе им дадете 20% најмалку нафта. 500.000 тони годишно мазот. Да, она со мазотот исто обврска кон ТЕЦ Неготино. Мислам, било кој да ја купил, не мора да е странски инвеститор, сигурно би остварил добивка. Клучното прашање овде, дали се продаваше само Окта или се продаваше вкупниот нафтен бизнис во Република Македонија, кој денес тежи некаде околу милиарда американски долари. Дали некој продал бизнис кој вреди годишно милиарда долари за цена од 35 милиони долари? Дали цената е 32 милиона долари, тоа требаше да го каже евентуалниот тендер или пак продажба на берза. Тука немаше тендер, значи, беше 4 очи. Нити тендер, нити продажба на берза, јасно тоа покажува дека не можеме да кажеме дека тоа би била таа логична цена, а згоре на тоа што имаме информации дека претходно веќе Мамидакис испратил допис со кој што јасно кажува дека е заинтересиран да ја купи Окта. Значи ние во само во нашето обкружување, значи во делот на Грција веќе имаме уште еден интересен, да не зборуваме, значи еве гледаме Лукойл и така натаму, други предпријатија кои што биле Мамидакис, кој е долгогодишен снабдувач на рафинеријата, со они договор подпишан 93-94 година, со рок на трајање од 10 години, пред да биде продаден на Хелиник Петролеум, значи се лицитира дека би сакал да учествува на одреден тендер. И според моите информации кои што ги имам добиено директно од Мамидакис, имало претходно веќе разговори директно меѓу премиерот, тогашниот премиер Георгиевски и Мамидакис. Меѓутоа премиерот во писмото за намери прифаќа клаузулата дека во наредни 50 години нема да преговара со никој друг заинтересиран инвеститор во Окта. Тој во писмото за намери кој е подпишано. Јас тие детаљи, тој детаљ не го знам, меѓутоа знам дека веќе било разговарано, веќе било договарано и како да се изврши целата продажба и за Мамидакис навистина и било изненадување кога слушнав дека е продадена на Хелиник Петролеум. Инаку што е тука битно е тоа што со анекс на договорот е подпишано да парите не дојдат во буџетот на Република Македонија, туку легнат на ескроу сметка. И тоа Окта? Да, ескроу сметка на која што единствен подписник, ескроу агент е директорот на Окта. Значи Окта практично тие 22 милиона долара кои што се платени, истите тие пари се потребени за враќање на долгови на Окта, а останатите 10 милиона требало да бидат наше учество во новото предпријатие, новото нафтоводно предпријатие кој што денеска не се уплатени. 1993 година Киријакос Мамидакис имаше случајно 10 годишен ексклузивен договор за снабдување на Окта со сурова нафта. Минатиот петок во телефонскиот разговор тој изнесе тешки и сериозни обвинувања и квалификации за можен криминал при продажбата на Скопската рафинерија. Господине Мамидакис, дали во почетокот на 1999 година ви испративте официјална понуда до македонската влада, односно писмо за намери за купување на рафинеријата Окта? That was in that time an offer to buy Okta refinery under certain terms, but in the meantime, in that time, the 1999, the government has already concluded the deal overnight with Hellenic Petroleum. Добро, ајде да прецизираме сега. Дали во тој период, на почетокот на 99-та година, ви имавте сериозни намери да ја купите Окта? Yes, of course. There is letter there in which I delivered to Prime Minister Mr. To the best of my knowledge, Georgievski. Дали во врска со тоа ваше интересирање за купување на Окта,
ви имавте одредена средба во кабинетот на тогашниот премиер Лјупчо Георгиевски, а во присуство на господинот Емануел Малелис, кај што разговаравте на таа тема за купување на Окта. Yes, Malelis was presented to me during my first meeting with Georgievsky as interpretator. Значи на таа средба во кабинетот на премиерот е присутен и господинот Малелис. When we finished the meeting and came out of the office of the Prime Minister, he disclosed his name and that he was a Greek guy living in Skopje. That's all. And also he tried to convince me that it is up to him to have a successful deal. Пред неколку години во еден неформален разговор ми кажавте дека би биле побарени некаде околу 8 милиони долари ако сакате да вас да ви биде продадена Окта, односно вие да може да ја купите Скопската рафинерија. Mr. Malelis, immediately after the meeting with the Prime Minister outside of the office, he left me to understand that he can interfere to get the business, but of course he left me to understand that some money must be involved for the party of Georgievsky. Значи после излагањето таа средба со премиерот, господинот Малелис би побарал пари, дали станува збор за тие 8 милиони долари што ве прашав или станува збор за некоја друга сума? No, fixed amount of money, no. I told you that only Mr. Malelis made some, left me to understand that it was needed some money for the party of Mr. Georgievsky. Дали ги дадовте тие пари? No, I never gave money to anyone. Дали е тоа точно? Не се занимавам со ништо. Се занимавам само со личното уживување со мојата фамилија, со ништо друго. Дали со господинот Лјупчо Георгиевски ја договаравте продажбата на Окта? Викам, не се занимавам со ништо. Веќе 6 години не сум стапнал таму. Господине Малелис, зошто ве нема во Македонија толку долго време? Кога ќе ценам, јас ќе дојдам, доаѓам туристички и си одам. Дали овие обвинувања на господинот Мамидаки се точни? Не се занимавам со ништо што се однесува такви работи. Јас сум обичен граѓанин што живи во мојата земја и кој сака може да ме посети пријателски. Од таму натаму ништо повеќе. Многу среќа и добар живот, господине Манолис. Благодарам. Пријатно. Секогаш постојат многу контраверзии околу името на Емануел Малелис, роден е во Егејска Македонија на крајот на 80-тите години, доаѓа да студира во Скопје кај што се жени и ствара своја фамилија. Вработен е во грчкиот конзулат во Скопје. Некаде на почетокот на 90-тите години добива отказ во грчкиот конзулат, меѓутоа и покрај се останува да живее во Скопје. Секогаш во воздухот лебде одредени шпекулации и дилеми, односно контраверзии, дали во исто време Емануел Малелис можеби работи и за грчките и за македонските разузнавачки служби. Никогаш не сакаше да се произнеси по тоа прашање, па дури ни во телефонскиот разговор кој минатиот петок ние го имавме со господинот Малелис. Летото 1998 година, пред тогашните парламентарни избори, во една скопска кебапчилница блиску до грчката амбасада, со помош на еден од поранешните шефови на македонската тајна полиција и еден поранешен министер за внатрешни работи, е остварена таа прва средба помеѓу Емануел Малелис и идниот македонски премиер Лјупчо Георгиевски. Какви се вашите односи со господинот Маноли? Добри. Вела дека има отворени врати кај вас во секој момент. Па баш во секој момент никој не може да се пофали дека има отворени врати, освен секретарката, меѓутоа може да дојде. Кој е мозокот на целата таа операција за продажба на Окта? Не би можел никој друг да биде, освен актерот, значи Маноли и тогашниот премиер.
Господине Венизелос, во Македонија во изминалите неколку години постоја силни шпекулации дека дел од грчките структури учествуваат во таа купување на окта на одреден недозволив начин. Тука се спомна името на господинот Емануел Малелис, се спомна името на нашиот поранешен премиер, па дури одредени афери беа извадени во самата Грција по промената на власта, дека и грчката страна не играла баш доволно фер во купувањето на Скопската рафинерија. Какви се вашите ставови околу тоа прашање, бидејќи долго време бевте министер во таа грчка влада? Εγώ δεν ξέρω τα πράγματα από την οπτική γωνία της κυβέρνησης των Σκοπίων. Εάν υπήρξαν προβλήματα νομιμότητας ή παράνομων συμπεριφορών στα Σκόπια, αυτά πρέπει να ελεγχθούν και να ελεγχθούν σε βάθος με βάση τις προβλέψεις του συντάγματος και της νομοθεσίας της γειτονικής μας χώρας. Αντίστοιχα προβλήματα στην Ελλάδα δεν υπήρξαν. Некаде пред еден месец Евангелос Венизелос не успеа во својата намера да биде нов лидер на ПАСОК и да го смени од таа функција Јоргос Папандреу. На почетокот на 2001 година Евангелос Венизелос станува министер за развој во владата на Коста Симитис и тој е човекот кој всушност го потпиша договор за изградба на нафтовод помеѓу Солун и помеѓу Скопје. Дали денес, неколку години подоцна, можеме да говориме дека тој период некаде 99-2001 година, кога на власт е владата на Коста Симитис, грчката политика има јасен став дека преку голем број инострански инвестиции, грчки, треба да се завладее тој бизнис простор во Македонија за подоцна да може да се врши одредено политичко влијание. И дали во таа функција за засилено политичко грчко влијание во Македонија може да се смета и грчката инвестиција на Hellenic Petroleum при купувањето на Скопската рафинерија. Σαν επένδυση προφανώς ήταν μια επιλογή η οποία έγινε από την διοίκηση των ελληνικών πετρελαίων με κριτήρια οικονομικά. Βέβαια, σίγουρα υπήρχε και ένας πολιτικός λόγος, υπήρχε η καλή διάθεση να γίνει μια μεγάλη επένδυση, μια μεγάλη δημόσια επένδυση στα Σκόπια. Токму во тој период, некаде 2000-2001 година, на јахтата на познатиот грчки бизнисмен Кондаминас се одржува таа помалку контроверзна средба помеѓу тогашниот македонски премиер Љупчо Георгиевски и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Папандреу. Што е разговара на таа средба? Според грчките медиуми заможна промена на името со одредено име за меѓусебна употреба Горна Македонија. И од денешен аспект, еве, 8 или 9 години подоцна си го поставувате ли прашањето зошто вас не ви беше дозволено да ја купите окта, односно зошто Мамидакис не успеа со својата понуда да биде човекот што ја купува Скопската рафинерија? Because on the political level they decided to sell the refinery to Hellenic Petroleum. It happens on the political level and everything has been finalized in one night. Таа 1999 година купувањето на окта од страна на грчкиот капитал беше важен поради две причини. Како прво, грците сака под тепик да го стават можното градење на тој нафтовод помеѓу Црното и Јонското море со кое требаше во Западна Европа да се префрла таа касписка нафта. Токму од тие причини за Грција беше важно да ја купи рафинеријата во Скопје окта и таа да биде како одреден вид на складиште кај што би складирана таа грчка нафта која подоцна треба да се транспортира ширум Балканот. И како второ, грците секоја смета дека со помош на окта многу лесно може да го освои тој пазар на Косово и на Јужна Србија, како што беше во времето на санкциите. Всушност и поранешниот голем шеф на грчкото разузнавање, господинот Грилакис, обвини дел од структурите на грчкото разузнавање и големите грчки бизнисмени дека извршиле притисок врз тогашниот грчки премиер стариот Андреас Папандреу да воведе ембарго кон Македонија како би можеле да направат големи печелби од таа нафтена трговија. Ние во оваа емисија ќе ја презентираме два ексклузивни договори подпишани од тогашните големи грчки нафтени магнати, господинот Пападопулос и господинот Мамидакис, со кои нафтата од Солунското пристаниште се трансферира во околината на Призрен, од каде подоцна се пласира на Косовскиот пазар и на пазарот на Јужна Србија. Дали многу луѓе во Грција се збогати од тоа ембарго? На многу луѓе во Грција веројатно им одговараше исто тоа ембарго, посебно со таа трговија со цигари и со нафта од тој период од 93 до 95 година. Ήταν λάθος ενέργεια. Το υποκινήσανε 10 άτομα για να βγάλουν χρήματα με το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Το πίεζε να έρθει το εμπάρκο. И колку луѓе во Грција се спогатија? 10 άτομα γίνανε плюси, αρκετά плюси. Во ноември 1999 година тогашниот македонски министар за трговија Никола Груевски испраќа писмо до тогашното раководство на окта со кое им сугерира дека не се обврзани да го почитуваат 10-годишниот договор подпишан помеѓу окта и помеѓу Мамидакис некаде 93 година за 10-годишно ексклузивно снабдување на окта со сурова нафта од структурите под контрола на господинот Мамидакис.
Господине Мамидакис, вие тужевте македонската држава на суд во Лондон, бидејќи со поред едно писмо кое тогашниот министер за трговија Груевски беше испратено до тогашното раководство на ОКТА, им се сугерираше да не го почитуваат тој 10 годишен ексклузивен договор, подпишан 93 година, со кој вие требаше ОКТА да ја снабдувате со сурова нафта. Врз база на тоа непочитување, на тоа писмо, вие тужевте нашата држава во Лондон, го добивте спорот и прашањето дали ги добивте тие околу 17 милиони долари, што требаше да ја бидат исплатени. All together in US dollars could be well above $17 million, close to $20 million. Дали некој од владените министри во чие време подпишан договорот со ОКТА го повикавте да сведочи во Париз и дали некој стана да ја брани целата таа позиција на Република Македонија во целата таа постапка? Од сите инволвирани, значи, се отповика да сведочи во Париз само Маријан Ѓорчев, кој беше тогаш директор на агенцијата за приватизација, меѓутоа адвокатите проценија дека неговите сознанија што тој ги има и така натаму, неговата инволвираност не е од посебна корист за одбраната на Република Македонија, иначе беше повикуван и Љупчо Григиевски. Него му е праќен допис и во партијата и во парламентот и на домашна адреса не се отповика. Повикуван е многу интересно Никола Груевски. Значи повеќе од 20 министер за трговија и тоа негово фамозно писмо за кое што на ОКТА и дава за право да почнува да се снабдува од Хелиник Петролеум, а едноставно да го раскине договорот со Мамидакис, врз основа на што практично трпиме сега штета во висина од 13,9 милиона долари, Либор плюс 8% камата. Значи Груевски го повикуваме повеќе од 20 пати беше повикуван. Вие како министер, значи за економија, адвокатите, значи, моите служби бараа да се сретна со него како би можел евентуално и тој да помогне со евентуални своји сознанија, меѓутоа последниот пат многу крајно, да кажем, и арогантно бевме одбиени од страна неговата мајка во телефонскиот разговор што го имаше службеникот на Министерството за економија. Сега се веќе јасни околностите и условите под кои беше продадена тогашната скопска рафинерија и кои бе мотивите на тогашната македонска влада да склучи на таква штетна сделка за Република Македонија. Господин Рекаловски, постојат многу тези околу ОКТА. Една од тие тези е дека ОКТА требала да биде продадена поевскапо како Старо железо, отколку како фирма која беше продадена на Грција. Дали ОКТА според вас беше како Старо железо и беше застарен објект кој ствараше големи загуби таму некаде на тој период помеѓу 98 и 99 година? Таква една констатација е сосема произволна, би рекол лаичка и веројатно дадена со некаква тенденција. ОКТА нити во моментот на продавањето, нити денеска, иако се од тогаш поминати 8 години, не представува објект кој не е во производна кондиција. ОКТА и тогаш беше во полна производна кондиција и денеска е без во виталните единици и виталната опрема да е било што инвестирано во меѓувреме. Значи, какво што беше тогаш и денеска функционира и на задоволство на собствениците тоа во наводници Старо железо им носи убави профити. Значи, кога ќе се погледнат хартиите што стојат на располагање во врска случајот ОКТА, испаѓа дека кога на едно место ќе стават за лихите, кои грците ги затекнуваат во ОКТА во вредност од некои 7-8 милиони долари и кои се стават на купче оние обврски кои државата ги плаќа во име на ОКТА према Париски и Лондонски клуб, се доаѓа до одредена сума од околу 40 милиони долари, што е некаде за 8 милиони долари повеќе од цената која грците ја платиле. Точно. Значи, дека државата сама си ја плаќа ОКТА. Државата си ја платила и плюс, значи, ја останало пари за добивка од тие пари на ОКТА, од самиот почеток. Има уште една квалификација која е многу интересна околу купувањето на нафта, бидејќи со договорот со ОКТА се суспендира методологијата за пресметка на цените и за квалитетот на нафтата, донесен 97 година. 98 година. 97, значи 98 време на Боро Рикаловски, доке 2002 година само по тој основ на купување нефтина нафта направена некоја печалба за ОКТА од околу 28 милиони долари. 28 до 2002 година. До 2002 година. Со некоја проценка дека некаде до 2020 година додека трае договорот би биле некаде околу 168 милиони долари штетите. Значи, ова методологија се става аут, значи не се применува во согласно со владата. Значи, владата дава согласност методологијата која 98 година е донесена, со која треба да се набавува Брент, значи по-квалитетна, бидејќи по-квалитетна и поскапа нафта и значи повторно се имплементира она методологија од 77 година.
Инаку нафтата која што ОКТА после ја увозува, таа значи не се користи во Грција. Тоа е руска нафта, Да, како што експертите ми објаснува, стана збор за мешање на неколку врсти на руска нафта, која е поевтина, која може би компатибилна за системот и постројките на рафинеријата, меѓутоа ствара загуби во супстанца. И штетите, значи, вие ги проценате на 168 милиони долари. За граѓаните што ние користиме полоша нафта, значи за екологијата исто така, значи тука се работи за цената во нафтата. Значи се работи за сериозни финансиски добивки за добивки, еве само 28 милиони долари само 2002 година проценките. Значи 99-та 2002 година 28 милиони долари. Значи тоа е само поснов на тоа, на купување на поскапа, поевтина, а се продавање на поскапа нафта. Значи господин Михајловски, во периодот на трајање на договорот од 20 години, само по тој основ се процени дека ОКТА би заработила на грбот на Република Македонија врз база на овој штетен договор некаде 168 милиони долари. Да, такви се проценките, значи. Стана збор за голема сума. За голема сума само по еден основ. Дали постојат големи разлики во цени и дали се прават големи профити околу купување на руска и таа бренд европска нафта што се вели, и дали ако се прават одредени трансакции во тој дел може да се стварат големи профити, бидејќи ОКТА набавува руска нафта, а цените се пријават како да се за цени кои служат за набавка на европска нафта. Добро, тоа е еден од елементите во договорот со кој продавачот се сложил. Значи, владата на Република Македонија тогаш. Република Македонија во 99-та година се сложила да наместо во калкулацијата на цената на нафтените деривати да се зема предвид цената на северноморската бренд нафта, а не на нафтата која реално се купува и троши. Тоа е руската нафта. Па не е само руска, али претежно ОКТА набавува руска нафта, заради тоа што таа најсоодветна е за структурата на производството кое се бара на пазарот на веројатно и најблиску на деривати и блиску е и релативно обично се пазари во Одеса, која е тамо на Црноморско пристаниште и подосна преку Дарданелите се носи преку Солун во Македонија. На одредено сега веќе новосибирскиот Чиста ли е таа руска нафта, господине? Таа нафта е добра нафта, чиста е, се разбира. Обично вела дека е мешавина на неколку врсти на руски нафти. Па да, тоа е така наречена мешана нафта, порано и се викаше руска експортна нафта, мешавина. Таја се разбира од различни наоѓалишта, се прави една просечна нејзина вредност, но не е заради тоа што таа не е квалитетна, туку она си има свој квалитет кој одговара за потребите на овој пазар во смисла на неговата структура на потрошувачка исцрпок од на бензин, дизел, горива, мазут, од неа најмногу одговара на она што во нашата земја се троши. И колку е разликата во цена помеѓу таа руска нафта и ова северноморска нафта? Сега последно некаде би требало да се смета негде $2-2,5 по барел дека би била разликата, што значи негде $5-16 по тон. На милион тона, тоа е $5 милиона. Тоа е веќе крупна цифра која се прави како одредена екстра добивка во однос на тие ексклузивни права кои ги имаше владата дадено на ОКТА. Намален трошок во производството секако. Има уште една цифра која е многу интересна, која вели дека само врз база на тие променливост на акцизите во периодот од 2002 година 157 милиона долари остварува добивка ОКТА над нормалното, само по таа основа и дека се проценува дека во наредните 20 години, ако останеа во вредност таквите определби за менување на акцизите или за неплаќање од страна на ОКТА, дека би била печалбата за ОКТА некаде околу $497 милиони. Да, толку е она груба проценка. Ова све произлегува фактички од одредбите, строгите одредби во договорот во кој што вие гарантирате на стратешкиот инвеститор дека сите и промени и акцизи во царини опште нема да влијаат врз цената. Значи, однапред се оградувате дека ќе се примени домашното законодавство. Како вие 8 години подоцна би го дефинирале тој договор за продажба на ОКТА? Мислам дека тоа е нешто неповторливо и сметам дека ОКТА е врв на целокупниот волунтаризам што имаше во таа влада од 98 до 2002 година. На некоја ранг листа на 10 најголеми финансиски афери, кај би ја ставиле ОКТА? Сигурно на прво место. Апсолутно на прво место. Не е само штета во продажбата, туку сите штети што Република Македонија ги плаќа во континуитет. Еве сега видовме дека ќе треба да платиме негде околу $57 милиона, значи оштета, околу $17 милиона оштета, а натаму исто така ќе следат нови тужби на секои 5 години. Ние во Париз ќе имаме пресуди за мазутот, за количината на
на нафта протечена низ нафтоводот секои 7 години, ние ќе трпиме од тоа пресуди и штети. Сето тоа оди на граѓаните на штета на Република Македонија. Меѓутоа, тоа не го осеќаат, бидејќи секојдневно го плаќаат преку цената на нафтата и нафтените деривати. А сите ја осеќаме оваа пресуда, која што е 50,5 милиона долари плюс камати, таа сите осеќаме бидејќи мора директно да ја платиме од буџет. Со вакви привилегии кои се даваат на ОКТА, претпоставам дека најмалку 10 крупни стратешки инвеститори не само од Балканот, туку и пошироко од Европа би се јавиле на меѓународно распишан тендер. Апсолутно, ова е во 4 очи, иначе ако е јавен оглас со тендер. Зашто имам информации дека и многу интересентни постоеле со купување на ОКТА по такви услови. Да, тоа се беа и нашите информации, мислам кога работевме предметот, од некои експерти, бидејќи ние исто ангажиравме експерти, ние не сме експерти ни за нафтениот бизнес, ни за друго, или колку дали е бренд нафта кажа дека имало други заинтересирани. Да, ни кажа, да, точно дека имало и други заинтересирани, многу посериозни и кои што веројатно би дале и подобри бенефици, подобри услови за работа. Останете со нас и по рекламите, следува финалето на нашето вечерашно досие, посветено на нашите ексклузивни сведоштва за продажбата на ОКТА и американски долари. Господин Рикаловски, вие сте човекот кој ја изгради без малку рафинеријата ОКТА, значи еден цел временски период од 15 на години, од генералниот проект па се до пуштањето во функција, па дури 4 до 6 години, колку што ја знам, и прв генерален директор на рафинеријата Скопје, подосна ОКТА. Значи вие сте човекот кој најмногу ја знае таа рафинерија, дали ја продале по таа цена од 35 милиони долари? Со такви ексклузивни права? Јас не би ја продал за 35 милиона долара, заради тоа што вие исправно, без разлика што таа толку може би вредела во моментот кога е продавана како објект. Како објект, како зграда, како инсталација. За многу значаен објект во структурата на енергетската потрошувачка во Републиката. По тие услови под кои таа е продадена на странскиот партнер, таа ќе создаваше профити и друг да беше собственик. Нудена ли е ОКТА на МакПетрол? Не знам тоа. Дали во ваше време кој министер е нудена ОКТА на МакПетрол? Не е нудена на никого во Македонија, едноставно се одеше на незина приватизација, би рекол, покомплетна и државата да ги продаде своите акции кои ги имаше и продадени се само државните акции во ОКТА. Остатокот беше на вработените и на други акционери. Тие 54% што се продадени беа акции во собственост на државата. Ова беше нашата вечерашна приказна за ОКТА, подкрепена со многу ексклузивни сведоштва како беше продадена скопската рафинерија. Ова приказна е тешка за македонската влада, денешна која многу тешко се справува и денес со случајот со ОКТА. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов. Гледајте репризата утре во 13 часот. Ние се гледаме идниот вторник од 20 часот и 25 минути. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.